Календарски пролета ни пристигна, иако не барем според температурите кои што моментално ги имаме надвор, но сепак зголемените температури, убавото и сончево време, се повеќе не мамат времето да го поминеме надворно отворено. Сонцето како главен извор на витаминот D во организмот го зајакнува нашиот имунолошки систем, влијае врз менталното здравје, но и го подобрува нашето расположение. Сепак, прекумерното или неконтролирано изложување на сонце го зголемува ризикот од оштетување на кожата, бидејќи е орган кој што е најмногу експониран на сончевите зраци. Настануваат промени со сериозни последици, како што е карциномот на кожата. Утринава доктор Горица Дачевска, специјалист дерматовенеролог, ни дава практични совети како да ја заштитиме нашата кожа од штетното влијание на ултравиолетовите зраци на пролетното сонце. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро на вас, поздрав до сите гледачи, наистина ми е многу драго да гостувам Македонска телевизија после подолг временски период. Да, точно дека пролета почна, но времево не укажува на тоа, затоа што некако делува како да оди есена, не дека иде лето. Температурите се такви какви што се, но, како што и сами спомнавте, многу брзо поминува од ладно на кај топло. Некако луѓето не се доволно спремни, ниту пак организмот не доволно некако да се такви промени да се адаптира. Така да, најголеми промени, најголеми, да кажеме, дефекти на кожата се случуваат баш во овој временски период. Некако луѓето ладно и наеднаш сонце кога ќе огрее, нам ни е многу убаво, нам ни е многу пријатно, како што и сами рековте, сонцето е живот, сонцето е лек и некако се заборава да се користи заштитен фактор. Но видете, ние дерматолозите некако многу и треба да зборуваме дека ме потребно умерено изложување на сончевите зраци, но луѓето забораваат, но во одредени, знаете, околности тоа оди во крајност, пе луѓето толку многу се плашат да бидат изложени, да се јавува тој еден голем недостаток на витаминот D. А витаминот D, направено е некакво испитување дека 80% од светската популација има недостаток на витаминот D. Конкретно во Македонија, навистина постои голем недостаток на витаминот D и тоа, на жалост, кај најмладата популација, значи кај децата. Кога ќе се направи испитување, се гледа, родителите се нормално многу изненадени и сето тоа треба да се надокнади. Така да, како што реков, сонцето е лек, сонцето е живот, сонцето ни го подобрува расположението, многу влијае на имунитетот, ни влијае на квалитетот и на кожата и на косата, ни влијае на функционирање конкретно на сите нели наши органи, но кожата е орган кој памти. Така да, ние можеме и во моментот да бидеме незаштитени, нели, и да се изложуваме на сонцето, меѓутоа, верувајте дека после одреден временски период ќе видиме дека на нашата кожа се појавиле одредени, нели, промени од типот на хиперпигментација, односно кафеави дамки, или пак во одредени крајни случаи, при најголеми, да кажеме, изгореници се јавува, нели, меланомот, односно ракот на кожата, кој впрочем нас најповеќе не плаши. Луѓето, може би во поранешните години, многу поретко се јавувале, нели, на дерматолошки, односно дерматоскопски преглед, но бидејќи ние постојано зборуваме, тоа допрало, нели, до свеста и луѓето во последниве години се јавуваат на преглед и доаѓаат на прегледи од култура. Така да, секоја година, само во период кога беше, нели, пандемија, немаше бесплатни прегледи на бемки, меѓутоа, еве, повторно годинава евромеланома, значи, се активира и ќе има повторно, значи, бесплатни прегледи, каде што и луѓево кои не се во можност, нели, да направат, нели, дерматоскопски преглед, ќе има, нели, можност да дојдат да посетат дерматолог и да се направи. Споменавме претходно, сончевата светлина е всушност и главен извор на ултравиолетовите зраци. Како тие влијаат на здравјето на нашата кожа, како орган кој што е најдиректно изложен на сончевата светлина и кој период од денот е
може да се смета за најопасно изложувањето токму на сончевите зраци? Па видите, да, ултравиолетовите зраци, УВА, УВБ, УВЦ, нели зраци, колку што си се здрави, меѓутоа во одредени нели околности, во случај на неконтролирано и незаштитено, влијат нели на промени. Во оној временски период, да кажеме од 12 до 3 часот, тогаш е, да кажеме, најлошо да бидеме и изложени, незаштитени. Меѓутоа, видите, ова пролетно сонце лаже. Така да најголеми проблеми се случуваат во пролетниот период. Луѓето не се спремни. Знаете, после долга зима, после немање, да кажем, убави денови, едва и чекаме ли да се изложиме, некој да спортува и забораваат да стават, нели, да користат заштитен фактор. Најголеми проблеми, верувајте дека сега се случува. Зраци, значи, не предизвикуваат изгореници, меѓутоа предизвикуваат создавање на дамки, односно на хиперпигментации, и УВА зраците се тие кои предизвикуваат, значи, рак на кожа. Така да, се што треба да правиме умерено. Точно дека е извор, нели, на здравието, точно дека витаминот Д, таа синтеза, сето тоа нели е во ред, но сето она што е неконтролирано и незаштитено, верувајте дека не можеби во моментот, али кожата памти. И те како памти. Долгорочно може да има негативни последици врз здравието на нашата кожа. Знаете, кога ќе дојде пациентот и кога ќе се соблече, вие сте горел, од каде знаете, докторка? Да, викам, вашите промени на кожата, на грбот, се забележува. Да, се забележува. Да, докторка, знаете, јас кога бев малечок, знаете, трчиме едно друго и не се приметува. Тоа, видите, тие промени во однос на тие такви хиперпигментации, конкретно на грб, се приметува кај популацијата од 50 години. Значи, 45-50 години. Тоа се тие генерации каде што, верувајте, значи, јас кога сум била дете, да, таа заштита се зборуваше, меѓутоа не толку колку сега. Дури денешните родители во одредени околности и толку многу нанесуваат во одредени околности и претеруваат. Може би се претерува. И се претерува. Така да се што се претерува и се што неконтролирано се нанесува, буквално се и се што доведува до и штетни ефекти, затоа што кожата се до тоа го абсорбира. Сепак треба да се држиме до умереноста. Оно што е особено интересно и верувам ги интересира и многумина, дали ултравиолетовите зраци влијат на нашата кожа дури кога сме под сенка и дали оштетувањето на кожата од сонцето и сончевите зраци е всушност трајно? Така, да, многу интересно прашање, затоа што луѓето викаат, докторке, ја воопшто не се изложав, ја цело време бев под сенка. Да, и под сенка човек и те како може, нели, да изгори и те како да се предизвика, нели, оштетување на кожата. Така да, и кога сме под сенка, верувајте дека треба да се нанесува соодветен заштитен фактор. Сите ние сакаме, нели, тежнеме да имаме, нели, убава боја и да на некого му стои, на некого не, но верувајте дека и те како последиците се гледаат не веднаш, меѓутоа покасно. Кои се оние наједноставни практични совети кои што можете во моментов да ги упатите до нашите гледачи околу негата на нашата кожа, особено во овој период од годината? Така. Значи, пред се, кога се купуваат заштитни креми, кога се купуваат најобични, нели, креми, па и беби креми, иако, значи, тонирани креми, да се гледа и да се внимава да во секоја крема, нели, има заштитен фактор. Минимално изложување на сонце од дома до работа, значи, со кола, дали пешке, сето тоа доведува до озрачување, односно, нели, под влијание на УВА, УВБ зраците. Така да се внимава, да се користат квалитетни креми и спрема возраста. Многу често луѓето користат креми од децата. Да не се фрли, има останато, значи да се почитува пред се рокот, и да се користат соодветни заштитни фактори спрема возраста. Затоа што има зошто е таа крема наменета за детска возраст, има зошто е таа крема наменета, нели, за повозрастни. Конкретно, дали има физички филтер, хемиски или пак минерален.
Така да не можеме ние на едно детенце да нанесеме заштитен фактор кој е за возрасен. Нема да му направиме, нема да му дадеме соодветна заштита, ниту пак ние ако користиме ова заштитна крема за деца. Имав пред некој ден пациент каде што докторке, јас толку многу изгорев, а користев крема од детето. Да, меѓутоа користењето на таа крема со тој физички филтер нема да ве заштити. Да, едноставно е несоодветно. Несоодветно, значи и тука треба навистина многу да се внимава. Да се најде што е соодветно. На пазарот има навистина многу. Огромен избор. Да, и спрема типот на кожата. Затоа што и несоодветен фактор, несоодветна крема, може да доведе и до појава на, сакајќи да се заштитиме, да доведе до појава на несакани проблеми, односно до појава на хиперпигментација. Поголемиот дел од нас граѓаните всушност и не се свесни за важноста од користење на крема со заштитен фактор во секојдневието, па најчесто ја користиме само за време на летниот одмор и потоа некако забораваме на неа. Во кој период од годината треба особено да се користи кремата секако со заштитен фактор од сонцето? Во текот на цела година. Значи и во зимскиот и во пролетен период, не само во текот на летниот период. Луѓето забораваат, значи, дека ние сме постојано изложени. Нормално, зависно од типот на кожата, зависно, има бројот на фотодерматози, значи на алергии на сонце, навистина многу се зголеми, така да и тука постоја, значи, соодветни средства и верувате дека тие пролетни алергии од сонце се многу чести. И овие пациенти и те како се многу внимателни и многу умни. Во случај, ако пациентот не може да нанесе заштитно средство, ако не е во можност да го има соодветна облека која значи има заштитен фактор 50, така да не трпи секоја кожа да има нанесување на одредени креми. Така да има пациенти кои при секој нанесување на крема со заштитен фактор се јавува алергија, се јавува осип. Значи, во тие околности, кога не може, има специјална облека, има мајци, има блузони, има капчења со заштитен фактор 50. Поинакви методи како да ја заштитиме нашата кожа. И она што е вечната дилема, дали е потребно да се користат заштитни средства дури кога времето надвор е облачно? Така е, потребно е. Минимум барем 15 до 20 заштитен фактор, СП фактор, значи да се користи затоа што постои сепак влијание на сончевите зраци. И сега, кои категории на население спаѓаат во онаа ризична група за развој на рак на кожата и кои што треба да бидат особено внимателни? И тука секако ќе ги додадеме и децата. Како нив треба да ги заштитиме токму од зрачењето на сончевите зраци? Вака, како што реков, децата треба да користат соодветен заштитен фактор за нивна возраст. Повозрастните за нив. Луѓето, значи, со тип на кожа кои многу брзо црвенеат и многу брзо горат, има неколку типови на кожа, тие се најизложени. Значи, луѓето со плави очи, бели, нежни луѓе, тие и те како се најчувствителни. Не можам да кажам дека секој што е бел е потенцијално. Значи, треба да се пазат. Треба да се пазат, особено луѓе што имат нежна и чувствителна кожа. Во случај на секоја промена, например да имаме било каква промена на БМК, никако да го занемаруваме, потребно да се направи преглед, да се направи дерматоскопски преглед, да се види дали има или не. Во случај ако приметиме било каква траума да сме нанеле во текот на летото, никако да ја покриваме со заштитен фактор, него да се исчисти самата промена и да се јавиме на дерматолог или пак да побараме ова прва помош. Така да децата да внимаваме, да не по секоја цена да ги изложуваме, затоа што, верувајте, недостаток на витаминот Д многу лошо влие. Значи, луѓето се ампатични, без волја, едноставно нема желба да станат од кревет, али да се изложуваме, али со внимание. Да, и секако умерено. Сосема конкретно на денешниот разговор, едно прашање кое што неизбежно, барем за летниот период кој што следува, кој е вашиот став во однос на користењето на солариумите, како тие влијаат на здравјето на нашата кожа и во крајна линија дали воопшто се препорачливи?
Па видете, кога ќе дојде нели една невеста, бидејќи сега се актуелни свадбите, докторка, јас сакам да одам во солариум и што препорачувате? Не се препорачува, затоа што јас кога ќе почнам да зборувам и кога ќе кажам треба да прашате каков е тоа солариум, и од хигиенски аспекти, значи треба да се внимава, бидејќи неконтролираното изложување нели и на во солариум во посета доведува до и текако проблем на кожата, хиперпигментација. Да, ние можеби ќе бидеме убави на некој настан, ќе имаме таа посакувана нели боја, но отпосле не требаше да си одам. Така да сат време или два убавина и текако може да не кошта. Да не чини особено по нашето здравје, особено здравјето на нашата кожа. Затоа што ви кажам, кожата е орган кој памти. Јас кога ќе почнам да земам анамнеза од пациентот, кога ќе почнам да ги распрашувам, тогаш им текнуваат навистина многу работа. Докторке, па јас не мислев дека тоа било причина. Така да солариумите многу да пазат. Доктор Горица, благодарам за одвоеното време за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Верувам дека советите кои што ги упативте до нашите гледачи беа корисни, особено пред продолжениот празничен викенд, за кога и метеоролозите ни најавуваат сончево и поубаво време и повисоки температури, па верувам дека голем дел од нас ќе го искористат сончевото време токму на отворено. А на крајот на криштата најдобро и да знаеме како да заштитиме нашата кожа. Благодарам на поканата.